Геврекот е вид на печиво со прстенест облик, вообичаено посипан со сусам или поретко со мак или сончогледови семки. Карактеристичен е за кујните во земјите од бившата Отоманска империја и Блискиот Исток. Зборот геврек е од турско потекло и истиот значи крцкав, крт. Во Македонија има два вида гевреци, обичен и варен геврек. Ние ќе проговориме за варениот геврек. Од памтивека кавадаречките гевреци биле познати надалеко. Ние за нив знаеме последните 100 години, време во кое внуците слушале од татковците или од дедовците, или има запишано во старите тефтери дека ова печиво на ова подрачје се јаде од поодамна. Се претпоставува дека геврекот е турски производ од нивната богата кујна, која го произведувала тука и кога бевме под нивно робство, и така и ден денес. Повеќе од 100 година останува да биде дел од нашиот утрински поедок или задолжителна закуска која може да не го замени оброкот. Во Кавадарци варениот геврек, правењето гевреци со сусам има долга традиција. На времето постоеле повеќе мајстори пекари за нив, потоа како одминувало времето младите не сакале да го продолжат занаетот и истиот полека се гастел. Сега во градот под Љубаш во неколку фурни истиот се прави по оригиналниот рецепт. Но сепак, во фурната на Фурци, тие се најблиско до оригиналот. Има и зошто. Сегашниот собственик, Никола Јованов, традицијата на правење и печење гевреци ја наследил од неговиот дедо. Занаетот го имам од дедо, на татко ми татко. Тој на 60 години стаж, со 75 години возраст отиде у пензија. Значи 60 години негов стаж. Се си плаќа полни, се платено пред на државата, никаков долгови, никакво ништо. Го работел во време на сите овие изминати години за наредот? Од 15 годишна негова возраст. Значи, до 75 годишна возраст, само на занајот. Ова е турски производ, значи од турско го има научено. Од турците останаат занајот остана тука, кои биле турците тука. Тука на ова локација? Тука, не. Дедо ми бил под Кирија. Така? Тука карши нас беше една стара фурна под Кирија. После кога направил тука куќето, се пресели фурната тука, да не плаќа Кирија и фурната е од 60-та година тука постои. Но занаетот е тука во семејството Јованови, односно кај ти се? Сега јас го наследив. Дедо ми се отиде у пензија, си отидов јас, си положив со диплома за занает, иако завршив градежна уструга. Не сакав да работам таа тешка работа по терени, по патишта. 9 март 82 година положив јас занает со диплома и дедо ме отиде у пензија, пензионер, ја го наследив неговиот занает. Значи јас имам сега 35-36 година ми е на занаетот, немам ни еден ден државна работа. Сите сметки према државата со здравство, со пензијско, со управа за превоз, се ми е чисто. И занаетот е, рекоме, турски. Околу 100 години има, не? 95 и 6 години традиција у нашата фамилија е занаетот. А фурната што е тука направена, од 60-та година е направена. Од 60-та година функционира. 50 и кусур години. Така, функционира и тоа дали у годината 5 до 10 пати не функционира. Нон-стоп е со работа потпуна пареја. Лете и зиме стално е топло и мора да се ложи со дрва. Никако не ја изгладуваме, се е топло, она од земја, правени плитарите, циглите горе, тоа небето што е се од земја, од кал. Добре. И тешко се ладе. И нашиот геврек е, малку кажате дека зашто е вкусен. Варениот джеврек е, можам да кажам, еден од потешките работи у пекарството. Еден джеврек може и 10 пати преку раката да се префрля, па да дојде до готов производ. Ајде да почнеме од првата операција па напред. Ми првата најнормално. Ништо не ставаме у тесто, никакви адитиви, никакво, чисто природно што си. Квасет, сол, шеќер, брашно, вода, месиме и нема тука никакви адитиви, нема ништо. Не ни трпе. Джеврекот, варењето у водата не ги трпе тие адитиви. И се месе, нас се бајале, стануваме од 4 се бајале, го месиме тестото, одма го оставаме тесто малко да постои, за едно 10 минути, одиме од другиот дел,
кај што се прават гевреците, ги правиме, ги редиме на штици, ги ставаме на стелажата горе да скиснат, да втасат како да почнат да Како секој тесто. како секое тесто, квасчето да почне да функционира, се враќат назад во фурната. Првен ги вариме во казанот, ги ставаме во фурната со штицата, ги превратуваме после кога ќе се исушат од згоре, а вадиме штицата, ги превратуваме наопаку и ги фреламе да се печат, оти ако се мокри, доле е земја, има пепел, има ќе се лепат. Ќе се лепат. А вака затоа се чисти он. Порано мислев дека сусамот се рони само од озгора. Не. Кога видов на снимките ни сетите, сусамот влегува во тестото, самото тесто. Одма сусамот како го правиме џеврекот, така го лепе. На него го оформуваме од кругот и го ставаме. Нема Затоа ништо не паѓа. Не паѓа, се лепе Сусамот он. воопшто. Пред да го ставаме сусамот на џеврекот, не дали забележа камерата, како ние раците во вода си ги мачкаме, првен ги обздуме, сусамот се лепе на тестото и не паѓа. Паѓа он, али многу минимално. Многу минимално. Останува на џеврек. Ова е турски производ, меѓутоа македонците толку многу го имат бендисано, што буквално е во секоја кујна или во секој производ го имаме како додатен дел. Слушај, да кажам, кај нас можам да кажам дека у Кавадарци е тренд џеврекот варениот. Тој заменува цел поед. Цел појадо се заменува и е, како да кажам, лесен за јадење, не е како бурек од мрсни некои работи, некои луѓе не можат си јадат џеврек полесно. Џеврек, стенка или шо и да е. И си јадат и народот е навикнат. Ја не знам, не памтам џеврекот, не знам каква конкуренција имал, џеврекот е џеврек, останат како џеврек и никој ништо не може да го конкурира. Дали се јадеше исто геврек и порано, кога дедо ти беше на занает и сега во овие Од секогаш, од секогаш. И јас и како мал, јас продавав по селата гевреци. По селата, со таблата, по селата, по Глишич, по Марена. Од крај час џеврекот се траше Кавадарци, како да има 1000 години традиција, не. Сега гледам дека овие денови покрај тоа продажбата што имате во центарот на градот на јавните површини, Так. овде доаѓаат, трошат, купуваат луѓето гевречиња. Знае- Што е тоа? Знаете тоа што е? Кај нас народот е малку, не знам како да се изразам, да не биде некако навредливо, култура нема. Добро. И сега знаеш како, јас ги носам гевреците. Че ги стават у количката, се педанно чисто. 10 луѓе ќе дојдат, еден џеврек ќе купат, 10-15 ќе ги испреметкат. И народот не сака да зема и да јаде од секој кој што му чепка. Од кај знае раци, ние или не. Та, И затоа тука си, елементарна култура, така, да. и затоа тука повеќе луѓе, и Така. тоа сакам да кажам и видни луѓе, Апсолутно. и доктори, и суди, и се, си идат од тука и од прва рака си земат. Како мајсторот, како ги вадиме од фурната, ги ставаме, одмah си ги земат, одмah во кеса, во хартија, ми ги пакуваме и си оти за да волни си сите. И затоа нас ни е тука малку потрошувачката Поголема. поголема, не ги форсирам горе, пошто некако и самиот можам да кажам дека народот е малку чуден од тие работи и Таа елементарна култура што ја велите вие е многу важна. Тоа се работи за култура на хигиената или чепкањето на гевречиња и купување, и вие сте против таа работа, сакам да кажеме и вака јавно. Овие што продаваат гевречиња и тие викаат немојте многу да барате, бидејќи некој друг треба да ги купите Така. исто така. Има ли начин да се справиме со оваа работа? нема. Може Се обители многу пати може со со хартија треба и па се така. деле, па со оние фачалките, па со хартија, па со салфети. Не, народот наш е таков ракта, дури има жени и количката у главата да пига да одбере. А сите си исти, тоа е померка, сите си исти. Има ли некоја анекдота, некоја вака невообичаена досетка или виц или некое случување со некој муштерија во сите овие години? Ама знаете како, има, еве на пример ќе кажам, сабота ми е неработна ден Така? и луѓето знаат дека не работи. Марно тие што не знаат, идат у пекарата у 5 саат со бари. Гледа дека пекарата не свети, дека не работи, он ми звони дома мене у звончето у 5 саат со бари, дали има геврец. Ја му викам, ето таму мајстор нека ви дае 2, јас се мијам уште. А ми вика нема никој, ако нема никој зошто звониш? И нека тоа. 9:30 у 10 саат навечер па ми барат жешки гевреци. Пак на звончето звонат. А инаку, мислам, луѓето се задоволни. Се знаеш како, некогаш ние стварно имаме голема почит према муштериите. Еве, јас не дозволувам сега ти ќе дојдеш,
10 човека ќе преметнеш, еден ќе земиш, ја 4 ќе чекай господине, не така. Кој ќе си го фатиш, тоа земи си. Еве ти хартија, еве ти со хартија. Не му викам ова компир, излупи го јади го, директно го консумира човек. Как? Така е. И почнаа муштериите еден со еден да се замеруваат. Тој што буричка ни жевреците, другиот му вика, чекај, сите ги извајче ти бре човек. Как ќе јадеме ние сега? Не купујме. Одлично, Коле. Кажи ми, денови видов еден муштери од Виница или од Битола, кај беше си зе 20 гивречиња. Доаѓаат ли од други градови да купат гивреч? Види, доаѓаат од цела Македонија. Аха. Да ти кажам право, нашите што се кавдарчани, како и јас сега што имам дете во Америка, што си имат деца, и ќе дојдат тука и ќе речат, мајсторе, за Канада ќе одам за вторник да ми спремаш 30. Друг ќе дојде за Германија ќе одам. А инаку од тука, од Кавадарци тука, Скопска кола, Битолска, Прилепска, не знам, од Струмица, од каде, нема шанс да не застане џабре да купи. И тоа си купуваат, по 5, по 10, дури и по телефон ми се најавуваат. Тоа е убаво кога ќе се најави, меѓутоа кога ќе ти земе одеднаш Малку имам, стотина гевречиња, малку а ти имаш муштери не му давам толку и можам само некој дел да му дадам, пошто он еднаш сега ќе дојде и ќе ми земе 30 или 50. И за редовните муштери не ми остануваат после гевреци, па не сакам па ја па муштери да си ги изгубам заради него. Гивречето се пече на повеќе од 100 степени и таа температура ги гори сите бактерии. Дали некогаш се случило некој да се пожали од тегоби при јадење со геврече, односно дали си имал проблеми со хигиенските инспектори? Вака се, вака. Никогаш не сум имал со хигиенските инспектори во врска со храната, со производот. Нормална инспекција, како инспекција, иде ќе си проверя дали е чисто, дали имаме санитарни книжки, по хасап системот, сето тоа не сум имал никакви проблеми. Исто од производот, никој не се пожалил дека добил нешто заболување од џеврекот, пошто ние знаеме тоа е чисто природно. Џеврекот после 10 дена да го јадеш, нема шанси нешто да фати. Ни се деси една мала, како да речам, незгодна ситуација. Пратка од Сусан. Добро. Сега Сусам од Индија си иде. И знаеш, он преку Од брод, па преку возило и така. па преку, и почна малку на мувла да мириса. Знаеш, од стоењето, што нели пустини таму што мине. И почнаме ние да реагираме. Знаеш. И народот реагира, зошто вака, што ова брашното има друг вкус. Вкус друг, на мувла мириса, удара на мувла. А тоа у џеврекот 3 зрнца се само. И од 3 зрнца замисли толку мирисаш. И само таква работа, инаку не сме имале никаков проблем со некое затровање на деца или децата школа си идат тука. И најчисто му е и највакво, ни има кетчап, ни мајонез, ни ништо, чисто природно. Ова цена од 15 денари, дали е моментално рентабилна? Цената сега за сега рентабилна е, ама многу беме Со 10 денари? Со 10 денари од 85-та година. Добро. До лани се геврекот беше 10 денари. Сме работеле у загуба. Добро. Чиста загуба, али знаеат мора нешто да живееме, че се бориме и така. Полека се прифати ова цена од 15 денари. Имаше ова формално. Ама знаеш како па и сите други производи од бели пеци, сите и они скокнаа, па затоа и ние малку го направиме. И сега бурекот беше 20 денари, ние 10 џеврек, сега бурекот 35, ние џеврек 15. И така да некако се го прифати народот. Имаме тешко отправен, тешко имаше 10-15 дена да го прифанат, ама важно сега се прифана. Не е нај, Добро. али е подобро од 10. Подобро е 15, не били 10. Рентабилно е и се вади твојата плата и твоите давачки. До сега, фала Богу, од занајатот сум си задоволен. Гледам дека имате и вработени. Колку екипа ги работи овие гивречиња на фурци? Па ние сме, они се двајца, и јас и жена ми. Сите сте во овој бизнес? Сите сме тука, двајца ги плаќам за плата, Добре. ми се пријавени, ми се осигурани сето тоа. Према државата ни му минам плати сите тие работи и јас и жена ми. Добри ли се мајсторите? Добри се. Го научија ли занајат? Добри се, научен занајат, супер се дечките. Ама овде не се твоите најблиски, да речем, твоите деца рече во Америка и така. На кого ќе го оставиш Коле занајат? Види некако... Уште си ти млад, меѓутоа така Млад сум. едно реторичко прашање. Млад сум, Марина, ама јас уште 4 години имам до пензија.
21 година сум јас сега. Ако има шанси, ако можам да работам, да не одам, ево, например, како дедо ми ја да не одам у пензија порано, би работел. Ако не, ќе се откажам, еве, другата черка, нешто преговараме таму, ама Ова е златен занает, не во смисла на голема заработувачка, меѓутоа традицијата е убава, 100 годишна традиција. И јас тоа и со нив го разговарам со дечките, знаеш, тоа едното е Америка, тоа нема врска, нема ни да се врате, него со оваа поголемата разговарам, да убедам, ама едно време вака си викам, па и самиот си размислувам, девојче завршено факултет со психологија и си оде сега некој бутик на работа да не седе дома, нек си оде таму, нек се брака нејните работа. Ама кога ќе ми текне, јас во овие 40 години што сум ги работел, како сум минел, како сум се мачел, што сум правел, си викам да не го заробам и децата. Али они ако си одлучат, ако они прифанат, нема проблем. Јас си пнам 64 години, си одам у пензија, повереник си работат. Знаеш што можете вие да го предадете знаеето со сите тајни и они работи што само вие ги знаете, да ја работат, ова работа мајстори, а вашите нека менаџери. Ова време така и се работи. Епа така. Не сгасне фурци како фурна за гивречињето. Ја че настојувам никако да не се сгасне. Сега ако пак со нив сепак оставате на нив оставам. Ако они јас сум тука, прошто ќе му помагам, сета работа пак ќе му обркам, се додека се уходуват. И завршуваме со овој муабет. Има многу гивречари во Кабадарци, луѓе кои се бават и со бели пецива производство, меѓутоа и само со гивречиње. Што ќе кажете за вашиот естав? Види, јас прво да ти кажам тие што се другите фурни за гевреци. Тие се сите мои дечки, мои вработени биле кај мене, што го изучиле занаетот и сега си работат они. И ние сме си, како да кажам, добра екипа сме, добри луѓе сме, не се познаваме меѓу себе, се викаме, си пиеме кафе, нема конкуренти, не. Ќе се поканиме на кафе, на по една ракиичка или нешто, ќе си поседиме. Некои проблеми има, ќе си кажеме ваму таму, ништо не злонамерно. Нити па да речам јас овој ме мрази или овој. Ние сме ни четворица, 5. Ќе седнеме на многу убав начин си разговараме, мислам. Овој ќе рече ја немам продавач, овој ќе рече мене мајсторот ми е нешто, овој. Проблемите остануваат меѓу нас. Ако можеме да си помогнеме еден со еден, арно, ако не никому реш како ќе им дај Господ така. Заеднички ли ги набавувате суровините, например, брашното, сусамот и така натаму? По секој посебно, јас, например, брашно, еве од млинот Струмица Кода, па може да е отворен 15 години тој млин. Јас се од него од прва рака од таму си земам брашно. Сусам? Сусам си земам од Скопје. Има фирма една, што увезуваат сусам и по телефон си идат комбиња нивни тука, ми доставуваат робота и си ја плаќам од прва рака. Сега се проверува се, нели, да нема проблеми со исправноста на... Се е проверено, се брашно со оние бандероли, как се повречки излепено, на сусамот на вречке се е испишано колку белина, колку... Фурната кај што се пече, гевреците рече дека е стара, зидана од поодамна со плитар цигли. Или ја реновираш повремено? Вака, тие се плитар од циглите, што викаме, се доле, што се пече на нив. А ова што е горе, ние го викаме кубето, сводот, ние кубето го викаме, тоа е правено од овие брушанските цигли што се истурат на рака. Полните тули? Полните, од тие. Од тие и тие не се печени, него живи. После фурната си ги пече таму таа температура и тоа така си стои. Колку години е таа фурна? 60-та година е завршена и е опуштена у производство. 60-та година. Немаш чепето воопшто ништо реконструкција? Долниот дел, кај што не плочите, кај што ги печеме. Оти нели дрва фрламе, гориме, механички се трошат. Да. И има од овие гранџарите, има од или од Прилеп, или од Неготино, че си порачаме, тие се 33 на 33 плочите. Ладиме фурната 3-4-5 дена, си ги набавуваме тие цигли, овие ги вадиме, ги фрламе, се пикам ја во фурната и ја апостилам цела со тие 40 цигли колку се, пак грееме и пак почнуваме старт. Основното гориво е дрво и само дрво. Само дрво, ништо друго. Исклучиво дап и бука, ништо друго. И затоа се вкусни твоите гевречиња од кои нема човек киселини во желудникот. Дали е причина за тоа што се варени или што нема адитиви? Ја мислам само тоа што се варени и што нема адитив. И многу луѓе
Вика дека од кога почнав геверици да јадам киселина во желудник немам. Ево, откривме една тајна при крајот на овој муабет. Коле, завршуваме овде со нашиот муабет, може да трае многу време, меѓутоа јас би сакал искрено да не сгасне овој за не. И јас че настојувам да не сгасне занајот. Че убедувам додека можам. Ако не можам, се предавам и готово, нема тука шо. До тогаш ги јадеме и понатаму твоите. Ама знаеш шо, да. па крај па и не одам у пензија, па не морам да одам бидам пензионер, па ќе работам додека можам, не го оставам занајот да сгасне. Одлично. Фала ти многу на муабетот, ти посакувам многу здравје и уште долго време да ни правиш гевречи. Фала ви, вас што ме посетите. Производството на гевреци во Кавадарци останува. Овие генерации потрошувачи ги бараат зашто се вкусни. Ги консумираат за поедок или заменуваат оброк. Тие се убави, крцкави и топли. Веруваме дека традицијата и на нивното производство ќе се задржи. А цената таа ќе оди со времето и не треба многу за неа да дебатираме. Важно е дека гевречињата остануваат да бидат белек на градот, на случајните намерници оние што живеат овде, а во фурната на фурци и понатаму ќе се печат и ќе ги купуваат сите оние кои не можат да им одолеат.